Фридрих Мерц е 10-тиот германски канцелар. Веројатно првиот германски канцелар кој се соочи уште на самиот старт со пех. Бундестагот во првото гласање не успеа да му ја даде потребната поддршка. Среќата на Фридрих Мерц се насмевна по вториот пат. Но дали владината коалиција, предводена од речиси клучните германски партии, СПД, ЦДУ и ЦСУ, всушност во наредниот период ќе играат клучната улога на европската политичка мапа. Пред се германскиот канцелар Мерц, кој веројатно после средбата со францускиот претседател Макрон, ќе играат клучната роља во усогласувањето на европската политика во однос на американските политики предводени од Доналд Трамп. Уште од самиот старт, веројатно ќе има усогласување на политиките на Брисел во однос на тоа како ќе се делува и ќе се реагира на непредвидливоста на американскиот претседател. Мерц доаѓа во прилично интересна политичка состојба, доста изменета политика на Соединетите Американски држави и кон прашањето на Европа, и кон прашањето на Украина, и кон прашањето на Русија, но и кон прашањето каква улога Соединетите Американски држави треба да имаат сами кон себе. Така што и за време на кампањата, а и понатаму, Мерц неколку пати најави дека е време Европската Унија да ја земе сопствената судбина во своји раце и да покаже дека и она представува определен играч на светската мапа. Првата посета на германскиот канцелар Мерц е на Париз, средба со Макрон, веројатно со јасна порака дека Европа ќе биде обедината и дека нема да дозволи Соединетите Американски држави да го играат, да го имаат клучниот збор во геополитичките прегрупирања. Представува навистина голема промена, бидејќи ако погледнеме политиката на Соединетите Американски држави, без разлика дали претседателите биле од Републиканската партија или од Демократската партија, биле прилично конзистентни во поглед на потребата од Европска Унија да екзистира и од односот на Соединетите Американски држави кон своите партнери во рамки на НАТО алијансата. Сега гледаме прилично поинакви пораки, што во принцип ја прават Европската Унија многу поранлива, имајќи предвид дека претходно многу повеќе се потпирала на моќта политичка и економска на Соединетите Американски држави и практично се отвара простор сега за Европската Унија да покаже дека представува самостојно определен битен играч на мапата. Доаѓа во прилично тежок момент, би рекол. Ја имаме војната во Украина. Доаѓа во прилично тежок момент, бидејќи и во рамките на европските држави забележуваме подем на и либерални политички партии и забележуваме определени тенденции на демократско уназадување, така што навистина ќе имаат веројатно тешка задача во предстојниот период, не само во поглед на прашањето околу војната во Украина, но и во која насока понатаму Европската Унија ќе се развива, имајќи предвид дека и во самите земји членки во подем се политички партии кои ја преиспитуваат потребата од постоење на Европска Унија во ваков формат. Ако се навратиме неколку години назад и ако направиме компарација со минатото и сега, ќе забележиме дека во Европската Унија постои своевидна замореност од процесот на проширување. Дали тоа е и порака и помалку дестимулирачки за земјите аспиранти за членство во Европската Унија? Нашата приказна во патот на европските интеграции навистина уникатна. Би рекол дека оние кои не ја познаваат историјата и сопственото минато се осудени грешките од минатото да ги повторат. Имено ако погледнеме,
Ние уште во 2003 година на самитот во Солун добивме јасно уверување дека сите земји од Западниот Балкан ќе станат еден дел од европското семејство. Меѓутоа, почнувајќи од 2005 година, па негде до 2022 година, гледаме дека тоа ветување бледнее некако. Односно дека датумот кога тоа ќе стане реалност, станува некако недофатлив. Практично, по 2005 година се забележува еден процес каде што самата Европска Унија има определен замор и недоверба кон наредно проширување. Она што за нас е релевантно, во моментот кога ние и нема да бидеме примарниот фокус на Европската Унија, кај нас реформите запираат и доживуваме определени назадувања во поглед на владење на право, во поглед на човекови слободи и права, во поглед на параметри кои што се битни за едно демократско општество. Како Европската Унија во тој период реагирала кон ваквите состојби и кај нас, но и во другите држави од Западен Балкан, односно подемот на авторитарни тенденции? Прилично тивко. Ако погледнете во извештаите за напредокот на сите држави, забележени се аномалии, меѓутоа се прилично технократски направени и би рекол дека недоволно е акцентирано дека државата не иде во вистинската насока. Така е многу интересно да погледнете како отеднаш Македонија, која низ неколку години добива препорака да ги започне преговорите од страна на Европската комисија, наеднаш во 2015 година се случува и 2016 година Македонија да биде етикетирана, да биде условена како држава грабната или state capture случаен. Заробена држава. Заробена држава, така. И во тој период кога ќе земете, покрај тој технократски моментум, го имате и моментумот дека дури и во периоди кога таквото назадување на демократските вредности е многу евидентно, политичари од страна на Европската Унија беа присутни во земјите на Западен Балкан, истакнувајќи дека добри лидери, добри реформи се спроведуваат. Имаме ли демократска култура и во делот на и спремност искрена во исполнувањето на критериумите кои ни ги испорачуваат Брисел, или само се реализираат козметички решенија без притоа суштински да напредуваме во оние делови во кои најчесто сме критикувани: владење на правото, битката против корупцијата, функционалноста на институциите, всушност нефункционалноста на институциите. Па таквиот капацитет низ процесот на преговори ние треба да го стекнеме. Тоа што е многу важно, самото членство во Европската Унија не треба да се гледа низ призма како членство, него треба да се гледа низ призма како создавање на држава која сите овие параметри ќе ги исполнува. Затоа што моментот ние кога ќе станеме дел од Европската Унија, проблемите веројатно сите и нема да и исчезнат, а и опасностите за едно демократско општество нема да исчезнат и ќе бидат се уште тука присутни. Така што процесот на преговори е замислен така да сите овие моменти кои вие ги спомнавте станат реалност низ тој процес на преговори и од некој вид на козметички станат суштински. Досега, ако погледнеме, претежно козметички, меѓутоа, она што би сакал да го потенцирам, па суштинските моменти кога ќе може да ги забележиме, најчесто доаѓале во моменти кога таквиот видливоста, предвидливоста на процесот за членство во Европска Унија биле присутни. Моментот кога тоа се губи, некако повеќе се врзуваме за козметички промени, колку да се покаже дека определени работи се прават во име на членството на Европската Унија. Каде Македонија потврли, имајќи во предвид дека пред неколку години бевме можеби најподготвени во однос на другите земји од регионот. Сега се почесто слушаме дека Црна Гора и Албанија се на најблиску до членство во Европската Унија. Еврокомисарската за проширување констатираше дека Македонија е тажна приказна. Тажна е само поради нас самите
или поради помалку резервираноста на Европа кон нас? Мислам дека приказната е двојна. Мислам дека ние од една страна нема никаква дилема дека приказната е тажна, бидејќи во моменти кога сме требале да добиеме награда, таа награда не сме ја добиле, да кажеме 2019 година, 2020 година, наместо процесот на преговори конечно да биде започнат, ние се соочивме со ново вето и тука некако потврливме. Наредните години, наместо да се донесат, а и уште повеќе имплементираат законските решенија во пракса, или не беа донесени, или останаа само некој вид парче хартија не имплементирана во пракса. Политичката култура дома. Ако ние имаме народни избраници кои треба да донесат одлука во рамки на законодавниот дом, зошто тогаш има потреба од одржување на лидерски средби, а не прашањата и проблемите да се решаваат во рамки на парламентот? Апсолутно сте во право. Лидерските средби се една од големите болки и лидерските средби се веројатно многу сликовит приказ на моќта на неформалните институции во Македонија, кои веројатно го прават проблемот помеѓу козметички промени и суштински промени. Имено, апсолутно моментот дека главните одлуки ви се носат на лидерски средби зад затворени врати, далеку од очите на јавноста, а понатаму се сервираат само во парламентот за да бидат изгласани, не е приказна за држава која треба да биде дел од Европската Унија. Што значи, потребни се многу по-стандардни решенија, потребни се решенија кои што нема да бидат импровизација од една криза до друга криза, од еден момент до друг момент. И на тој пат, повторно ќе кажам, покрај завршување на нашите домашни реформи, во битката за домашни реформи, мислам дека е многу важна поддршката на Европската Унија и поддршката, не ќе повторам декларативно, туку со предвидливост во процесот. Благодарам за разговорот. Ви благодарам на поканата.